Да, продолжуваме со емисијата. Тука во студиото е господин Стојанче Ангелов, директор на ЦУК, но, како што кажав, и поранешен полициски генерал, активен учесник во борбите во 2001 година, значи имате и борбено искуство. Ова што се случува во Украина на некој начин, вие сте го доживеале во реално време, на терен. Господин Ангелов, 20 ден од, како што велат руските, специјалната војна операција во Украина, или поточно кажано инвазијата на Украина од страна на Русија, нападот, она што се случува на теренот, можеме да видиме, се уште се водат борби околу главните украински градови. Еве како за влез во разговорот, од ова што вие го гледате на теренот, што се случува после 20 дена од рускиот напад на Украина, што гледате, каква е војната операција, како се одвива и за напаѓачот и за бранителите? За почеток би сакал малку да се оградам. Јас не сум голем познавач на оваа тема. Да, јас имам борбено искуство во нашата земја, во Македонија во 2001 година, кое што не може да се спореди по обем ни приближно со ова војна која што се случува, ниту нашата армија и полиција, односно нашите вооружени сили се толку моќни ни приближно со руските, ниту нашиот непријател и приближно беше силен како украинските вооружени сили, па и украинскиот народ, кој што масовно се мобилизира во одбрана на своите градови. Но во суштина состојбата е слична. Имаме нешто кое што е мало, по содржина исто како нешто што е многу поголемо. Да, вие сте малку скромен и повеќе него што треба. Гледаме дека кај нас во јавноста коментираат луѓе кои се чисто теоретичари, кои читале за ова од книгите, вие сте биле во пракса. Мислам дека сте малку поскромен него што треба. Она што можеме да го видиме овие денови е дека нападот не напредува со онаа темпо како што верувам очекувале руските генерали и самиот Путин. Нападот се одвива поспоро, но тоа е нашата перцепција од оно што ние го гледаме. Кој знае што тие очекувале? Можеби нападот се одвива точно онака како што тие предвиделе. Ние може само да нагаѓаме. Значи, општата перцепција дека нападот се одвива многу споро, а проблемите ќе се мултиплицираат кога ќе се влезе во големите урбани средини, во големите градови. И овде би си дозволили да направиме една паралела со 2001 година, кога ние многу помали села, вклучително овде и Рачиново, кое што може би имало 1000 куќи, мачевме како да ги исчистиме. Каде што вие бевте ранат? Да, да ги исчистиме од вооружените екстремисти, од УЧК. При тоа, за споредба во Рачиново немаше цивили, значи имавме чиста мета. Ние бевме неспоредливо надмокни во споредба со УЧК кои што беа во селото, затоа што ние во Арачиново употребивме дури и борбени авиони. Употребивме моќни борбени хеликоптери кои што гранатираа неколку дена. Употребивме тешка артилерија, значи целата артилерија која што ја поседува нашата армија, вклучително хаубици кои што се исклучително прецизни на такво мало растојание. УЧК беа во опкружување, немаше каде да побегнат, каде да се оддалечат. Ние одбравме тактика да напредуваме споро за да ги намалиме жртвите или да ги избегнеме, иако е невозможно да се избегнат жртви од наша страна зборувам. И повторно имавме 3 загинати, 3 или 4 загинати и повеќе ранети. Кога ова ќе го пресликаме во овие огромни украински градови, како што е Киев, 3 милиона жители, други милионски градови, едноставно невозможно е воено да се освојат, иако и сама Русија кажува дека тоа не е нивна цел да ги освојат градовите. Според официјалните искажувања на руската страна, нивна цел се воените постројки, сите целата она воена индустрија со еден цел, тие така милува да кажат демилитаризација на Украина, односно сакат од воен аспект целосно да ја минимизират Украина, но гледаме дека и тоа оде тешко. Да, но гледаме дека и градовите се бомбардираат и тоа активно. Па за жал тоа е таа колатерална штета и по сите нови статистики во војна најмалку гинат војници, многу повеќе гинат цивили. Тоа ќе се случи и сега, затоа што не е едноставно цивилите да побегнат. Немат каде да отидат. Кога ние зборуваме за 1 милион, 2 милиони или 3 милиони бегалци, тоа изгледа многу, но држава со околу 44 милиони, 4 милиони кога би побегнале е само 10%, значи од 10 луѓе само еден побегнал, останатите се таму. Немат каде да бегат и еден добар дел од нив пружат активен отпор затоа што едноставно немат каде да одат. Вториот момент кој што е многу важен е моментот на морал. Тие си го бранат своето. Украинците го бранат своето.
во повеќето украински градови и тоа дополнително доведува до поларизација кај украинските граѓани, па дури оние кои што биле проруски настроени, а верувам и етнички руси кои што ги има во Украина, не оправдуваат војната, не оправдуваат ова инвазија или специјална војна операција, но како ние ќе ја наречеме, тоа воопшто не им менува ништо на семејствата кои што ќе ги изгубат своите синови, на сопругите кои што ќе ги загубат своите сопрузи и воопшто цивилните жртви кои што секојдневно гледаме дека се случуваат. Гинат деца, гинат бремени жени, возрастни луѓе, па и млади луѓе. Зошто да загине некој кој што е млад? И како цивилна жртва, но и како војник од двете страни, затоа што штетите се од двете страни и руските војници гинат. Иако во овој момент од она што го имаме во јавност, Русија претежно или исклучиво настапува со професионална војска, значи професионални старешини и професионални војници, но еве во еден напад загинаа регрути кои што биле на ослужување на воен рок и мораа да признаат дека користат и редовна војска, но ние може само да нагаѓаме. Разликата помеѓу професионалните војници и регрутите е тоа што професионалните војници сами одбрале тоа да и биде професија, одбрале да работат со оружје, самото тоа се подразбира дека постои веројатност да учествуваат во вооружени действија, во воен конфликт и со тоа и да загинат или да бидат тешко повредени ранети. Додека регрутите кои што кај нив нема сакаш неќеш, тие мора да отслужат воен рок, бидејќи во Русија војниот рок е се уште задолжителен и нивната загуба предизвикува многу поголема реакција во јавноста, бидејќи семејствата на професионалците некако се подготвени на одредено ниво, ако човек воопшто може да биде подготвен за загуба на близок член на семејството, но сепак тоа е позив, професија, ризична професија. Исто како очекувањата алпинист кој што се качува по карпи без обезбедување дека може да падне. Тоа едноставно вие го прифаќате кога бирате таква професија или такво хоби, додека редовните војници кои што го служат војниот рок затоа што морат, кај нив ефектот врз јавното мислење во Русија ќе биде поголем, бидејќи и во Русија има структури и еден дел од населението кој што не оправдува оваа војна. Сега ние може да дискутираме, јас редовно ги следам сите анализи. Има различни бројки, волку проценти од руското население не оправдува оваа војна, онолку проценти, но со како што ќе одминува времето, мислам дека Украина ќе биде во стратешка предност, бидејќи расположението да се бранат во Украина ќе расте, а расположението да се напаѓа во Русија ќе опаѓа. Зборам кај обичните граѓани, кај населението кои што преку избори го дават легитимитетот на оној кој што владее, односно во конкретен случај Путин. И верувам дека без разлика на се Путин од оваа војна ќе излезе оштетен, без разлика каков ќе биде резултатот. Очигледно е дека во Украина руските сили, вие кажувате, не знаеме точно кои им се целите, можеме само да нагаѓаме од она што го анализираа медиумите и експертите според сите тие прогнози. Првична цел им била да го освојат Киев брзо, и тоа со специјални сили, тоа е направено првите денови, но целата таа најголем првиот дебакл им се случува кога целата таа специјална единица во Киев е елиминирана и тоа се најелитните сили. Тоа русите на некој начин подоцна го признаа, бидејќи кажаа од тие 500 луѓе кои они ги признаваат како загуби во војната, за жал велат тоа се најголем дел припадници на специјалните сили. Значи русите не го освоја Киев, не го освоја Харков. Во Харков очекуваа не само помал отпор, туку очекуваа дека ќе бидат дочекани како ослободители, бидејќи Харков се смета за прилично проруски град, проруско население, блиску до руската граница, но гледаме дека во Харков има жесток отпор. Се уште го немаат освен и Мариупол на југот, каде што треба да се спои оној појас до Крим, од Донбас до Крим, и таму се водат жестоки борби, тој град е најтешко гранатиран, тој е опколен целосно од страна на Русија. Од друга страна гледаме дека украинската армија или украинските вооружени сили сите заедно делуваат прилично организирано и многу подобро од тоа што се очекуваше, особено со тие антитенковски проектили кои ги добила Западот, со рачните Стингер, фрлачи и така натаму. Значи, дали русите веројатно направиле погрешна проценка за тоа што ги чека во Украина? Вие цело време зборувате за две страни, руска и украинска, но дали е така во реалноста? Дали ние имаме воен судар помеѓу Русија и Украина? Ако земеме во предвид кој се и помага на Украина, она што е јавно достапен податок, вклучително и нашата држава, како дел од НАТО, помага на Украина, но
таму се измешани многу работи. Покрај тоа мора да ги спомнеме и платениците или нивната легија на странци во наводници. Тие имаат отворено легија на странци, да. Тие не ни дури кријат. направи едно кривично дело во однос на нашите закони, односно повикаа на регрутација на македонски граѓани кои што би отишли да се борат во Украина, нешто што е казниво според нашиот кривичен законник, бидејќи е казниво да се учествува во било која армија. Друго е, за да нема заблуда во јавноста, едно обезбедување во Ирак, во Афганистан, во Африка, каде што луѓето работат обезбедување во приватни компании, во нормални или во поствоени држави, но директно регрутирање во туѓа армија е кривично дело, но гледате дека Украина или наивно постапиле во случајот со Македонија, нивната амбасада овде има јавен повик за регрутација. Ние може само да нагаѓаме колку луѓе од целиот свет отишле да се борат на украинска страна. Значи, украинците не се сами. Од друга страна, и знаеме дека и во руските единици некои од најжестоките борци не се руси. Имаме чеченци, например, што е и нели некому му изгледа чудно со оглед на руско-чеченската војни злосторства кои што беа направени од двете страни. Но деновиве можевме да прочитаме за еден снайперист со светско реноме, еден од најдобрите стрелци во светот, кој што веќе е во Украина, тој самиот кажа дека е таму. Патем во урбаната средина снайперистите имат исклучително големо значење. Може да се скријат било каде и да нанесат големи загуби. Јас би сугерирал на гледачите, верувам дека оној филмот за Сталинград, за битката во Сталинград, Зецев ли како беше Зајцев, снайперистот, кој што нормално тоа беше користена пропаганда, но реално во реалноста тоа се случува еден добар снайперист на толку многу цели, бидејќи таму влегува голема војска, голем број на војници од сите можни единици, може да нанесе голема штета, голема загуба, а тешко се лоцира позицијата на снайперистот и тој обично ќе користи цивилни згради. Разрушувањата кои што би се случиле при ловот на снайперисти може да бидат огромни. Но видовме и граѓани кои што фрлаа молотови коктели од близу. Тенковите, оклупните возила ја губат својата маневарска способност во урбани средини. На улиците тие не можат слободно да маневрират и вака најобично кажано цевката на тенкот има одреден агол до каде може да се спушти и до каде може да се крене. Значи високите спратови се релативно безбедни, зборувам релативно, бидејќи додека очекате тенкот, може некоја ракета да удри во зградата или некој авион. Русија е воено надмоќна во однос на Украина, но еве на почетокот не кажав, јас силно ја осудувам оваа воена агресија, воена инвазија од руска страна врз Украина, иако од друга страна мислам дека и председател Зеленски па и целата власт во Украина можеби требаше да бидат повнимателни и можеби требаше да предвидат, особено ако се има во предвид отвореното укажување од американска страна. Самиот Бајден кажа дека престои напад. Значи, американската страна, конкретно ЦИЕ, имаше цврсти информации дека следи воен напад. Тоа го кажува секој ден. Можеби требаше украинската страна сериозно да ги свати ваквите предупредувања, бидејќи на крај Украина ќе биде она оштетената страна во било каков развој на настан. На Украина ќе требат децении, можеби еден век да се опорави. Земете за пример српската страна, каде што штетите беа далеку помали од НАТО бомбардирањето 99 година. Украина веќе е разрушена, има многу уништена инфраструктура, клучните индустријски постројки се разрушени, уништени или во најдобар случај оштетени, треба време да бидат воспоставени, иако верувам дека кога војната ќе заврши ќе добијат поддршка од целиот свет, но тоа е процес. Така што јас вината ја гледам малку и во украинска страна, која што требаше да биде предпазлива и да не ја дразни големата и заспана мечка, бидејќи можеби Украина во овој момент е само искористена од руска страна за онаа геостратешка рамнотежа. Сега Русија е разбудениот джин. Добро, тоа Русија и Советскиот сојуз имаме веќе голема разлика. Тоа не е можеби, тоа Русија отворено го кажува зошто е нивната интервенција во Украина, бидејќи да го спречат ширењето на НАТО, да ги заштитат своите интереси, тоа е секако за геополитички цели. Но од друга страна има и друга теза дека Украина е вовлечена дека Украина на некој начин искористена и од страна на Западот и за нивни цели. Верувате ли во тоа? Па постои таква можност. Дали е намерно или ненамерно вовлечена,
дали се работи за погрешна проценка, но јас од страна кога ние експлицитно од американска страна, значи председателот на Соединетите американски држави предупредуваше дека во секој момент предстои напад, воен напад од страна на Русија врз Украина. Кога тие би имале и задкулисни игри, конкретно американската страна, не и оде во нивен прилог да кажува дека предстои напад, но факт е дека едноставно Украина беше засилена и знаете сега многу сили ќе помагат на Украина да се спротистави, но тоа е кога двајца ќе влезат во конфликт, двајца ќе се степат и вие од страна го силите тој или ќе му фрлете стап. Овие двајца го јадат стапот, односно во случајот тоа ќе се случи со Украина, бидејќи ваквото силење Украина е неспоредливо послаба од Русија, неспоредливо, особено од воен аспект. Да, тоа е... Впрочем, од друга страна, во Украина сепак не треба да се заборава дека во одредени региони живеат многу руси, безмалку се етнички чисти, и таму имаме многу недоречености околу тоа, оние кои што зборуваат руски, дали се руси, дали се чувствуваат руси, дали се чувствуваат украинци, па на која страна ќе биде нивната лојалност, но јас поаѓам од она што го кажа поларизацијата, и оние кои што се проруски ориентирани не сака да ги видат нивните домови разрушени, нивните градови разрушени, верувам дека тие ќе отидат на другата страна, на украинска страна. Да, дефинитивно е дека што и да се случи од ова, каков и да биде епилогот, најтешкиот дел паѓа на Украина. Украина е тоа кој ги трпи најтешките последици од војната секако. Од друга страна, има разни теории, разни стратегии за тоа што се случува на геополитички план околу Украина. Едниот е ова дека Русија нели настапи со тие своји аргументи дека спречува ширење на НАТО. Од друга страна има аргумент дека оваа војна во Украина на некој начин директно му помогна на НАТО, бидејќи организацијата сега се хомогенизира, гледаме дека е создадено едно многу силно единство. Земите членки сите сега даваат повеќе пари за одбрана, нешто што во изминативе години беше голем проблем и беше цело време предмет на препирки со минатиот американски претседател Доналд Трамп со европските сојузници. Значи буквално Трамп, нели, се сеќавате, се караше со Германија и Франција цело време зашто не подигна трошоци за одбрана. Сега тие за 5 дена го направија тоа веднаш, особено Германија, која настапи со огромен пакет за одбрана, до сега невиден после Втората светска војна. Гледаме дека и во Европската унија се бришат разликите, дека дури и Орбан и Јанша подпишаа санкции за Русија, па една Србија во Обединетите нации осуди Русија. На некој начин тие анализи укажуваат дека војната Украина е искористена од двата блока за постигнување на своји цели и дека од прилика ги постигнуваат. Можеме само да нагаѓаме, но да, во право сте, дојде до хомогенизација на НАТО. И еве да искористам ова прилика од локален аспект. Граѓаните на Македонија треба да ја видат сега која е улогата на НАТО. Ние сме дел од НАТО, членка на НАТО. Нападот и врз најслабата држава, без разлика колково население има, значи напад врз НАТО. И тогаш се активираат механизмите за одбрана на НАТО. Затоа и јас толку цврсто го бранев договорот од Преспа, со кој што на Македонија и беше индиректно возможен влезот во НАТО, бидејќи тоа беше последната пречка. Затоа и сега и нашите граѓани во целата ова шума или во целиот овој шум од различни информации треба да спијат мирно, бидејќи нападот од било кој врз Македонија значи напад врз НАТО, а во овој момент НАТО може да биде нападнат само од Русија, тоа никому не моде во прилог, бидејќи тоа неизбежно води кон Трета светска војна, нешто до што не верувам дека ќе се дозволи да се дојде. Да, гледаме дека и НАТО избегнува директно да се вклучи во било каква инволвираност во Украина, избегнува да забрани, да направи забрането небо за летови. А помагат ли воено? Дали НАТО помага воено? Помагаат воено и тоа помагаат отворено, не ни кријат. Значи сите земји, еве ние, вие кажавте. Тоа значи дека државите членки на НАТО на Украина дават оружје, и тоа модерно оружје и средства, со кои што Украина убива руски војници. Да, но не знам зошто очигледно е дека Русија сега за сега тоа не го смета за директна конфронтација. Барем видете, сега за сега. Значи крупен залак е и за Русија да се конфронтира со НАТО. Тоа ми беше поентата, дека иако Русија е свесна дека НАТО индиректно, но како што и вие рековте, отворено даваат. Отворено ние отворено дадовме. Индиректно не влегле трупи од НАТО да бранат на тој начин, бидејќи сепак
давањето оружје, ако украинците останат без оружје, без муниција, на кој начин ќе ја бранат Оружјето отворено државата? се дава, па едни Литванија, Летонија и Естонија Ако дадоа не оружје. се дава оружје, на кој начин ќе се бранат? За известно време ќе го потрошат, ќе потрошат муницијата, ракетите, мините и ќе снемат, ќе не можат да се бранат или нема да се бранат толку успешно. Да, тоа е таа стратешка рамнотежа помеѓу блоковите. Во однос на Македонија би ве прашал уште една работа за НАТО. Ние сме, господин Ангелов, поделени по сите основи уште од давна. Значи, освен по етнички, религиски, сега во последни 90 години најмногу по политички основи. Ми се чини дека тука е најголема борба. И сега гледам дека сме поделени и за Русија и за Украина. Значи, цело време тлеат некои поделби кои се движат по тие разни линии. Колку ќе беше полошо за нас како држава во овој момент со сите тие поделби и можни основи за конфликт да не бевме членка на НАТО? Ова е многу подобра варијанта, но ми дојде една асоциација додека го слушав вашето прашање. Сега најголемите антички македонци во наводници, на кои јас спаѓам во таа категорија, сега се најголеми русофили. Сега дали ние потекнуваме од античка Македонија, од античките македонци или од словените, бидејќи Русија е дел од словенската група на народи. Така да и тука имаме една голема контрадикција, но тоа се една иста категорија на луѓе кои што безмалку се поклопуваат во многу вакви теории на заговор. Значи, луѓето кои што веруваат дека вакцините убиват, луѓето кои што веруваат дека ковидот не е болест, сега најголем дел од нив, можеби безмалку сите, се проруски ориентирани и ваквата подела на нас, македонските граѓани и на етничките македонци, на македонците, не ни требаше. Значи, покрај сите поделби, како што рековте вие во Македонија, етнички поделби, верски поделби, политички поделби, сега ни недостасуваше уште ова, но како и да е, Македонија во НАТО, Македонија е безбедна држава, колку што е загрозена било која држава од НАТО, толку е загрозена и Македонија, и тие механизми на НАТО не треба да ги гледаме само низ воената призма, туку треба да ги гледаме низ економската призма. Верувам дека членството во НАТО ни помага и финансиски, односно економски да го преживееме овој тежок период за Европа и за светот. Има една теза, една теорија која вели да, може би поголем дел од етничките македонци сега го поддржуваат Путин и Русија. Не се согласувам со вас, не. Не, само да ја докажам. Така велат, може би, кажав, нели, тоа е теза, не знаеме дали точно не е измерено прецизно, но има некои ствари мерења поддршка на Русија колку е, но не знам баш кај етничките македонци колку е. Но вели и тие вика велат најголем дел од тие, да речеме, што го поддржуваат, не го прават тоа само по таа, да речеме, православна линија, некаква религиска или словенска или етничка или не знам, туку е повеќе како еден израз на револт пред се кон Европската унија за сите неправди кои се нанесени за државата, и тоа е таков еден механизам, еден инает кон сето тоа што и се случува на државата. Иако ова што го прави Русија на Украина, значи руските аргументи за Украина се идентични со бугарските аргументи за Македонија. Потполно идентични. Се согласувам со вас, и ние имаме и други сличности. Украинскиот народ е православен народ. Да. И е братски народ на рускиот, како што бугарскиот е братски народ на македонскиот. Да. Ама ово излезе брат на брата очи да му вади. Од друга страна, Руската православна црква не ја признава Украинската православна црква. Знаете дека во Украина функционираат две цркви. Една руска и една украинска. Тоа за граѓаните да имат представа како црквата на Врнишковски, која што беше отворена од страна на Српската Да, многу православна сличности црква има, неверојатно е во колку сличности Македонија. има, да. Ова што се случува во овие покрајни кои што еве се отцепија е слично на оно што се случуваше во Македонија пред 2001 година, ако гледаме, ако правиме такви паралели. Јас и пред 2001 година и во 2001 година го осудував насилството и војната, иако бев дел од вооружените сили на државата, го осудувам и сега. Сметам дека во 21 век, 22 години подоцна, треба војната едноставно не смее да се користи. Јас верувам дека можеле да се најдат некои други начини, но тука веќе се навлегува во едно друго поле, се поставува и прашањето околу Путин, кој што веќе има 70 години, дали одработува за одредена структура во Русија на залезот на кариерата, дали емотивно тој е малку, би рекол, нестабилен, бидејќи
Тоест, таа одлука ја нема донесено сам, но во Русија владе автократија. Кој смее сега на Путин да му се спротистави? Видовте, се организираа протести против војната и видовте како завршија протестантите, ги испозатворија, ги истепаа. Значи, едноставно не можам да се согласам со ваква војна во 21. век. Од друга страна, Русија е многу моќна, има моќни специјални единици, можеше да постигне друг ефект со специјални единици на друг начин, не со ваква отворена инвазија во која што ќе има огромна колатерална штета. И знаеме, само уште ова сакам дека секоја инвазија, тоа беа и американските инвазии на Ирак и на Афганистан го покажа дека она што го нарекуваа американците, велат најважна е битката за умовите и срцата, не е војната битка, нели кога вие ќе го освоите теренот, доколку населението е против вас, вас вие се џабе, буквално кажано, можете и милион војници да донесете, никогаш нема да може да ја држите таа територија. Ми се чини дека тоа во Украина за русите ќе биде особено најголема пречка, бидејќи вие тоа цело време го потенцирате. Украинците во најголем дел се спротестуваат на оваа инвазија. Како што реков два пати во оваа емисија, дури и оние украинци кои што се проруски ориентирани и верувам голем дел од русите кои што живеат во Украина, сега ќе се поларизират кон украинска страна, затоа што не верувам дека ја оправдуваат оваа војна, која што ќе нанесе големи разорнувања и на нивните домови и на државата во којато ја живеат. Бидејќи по завршетокот на оваа војна тие луѓе ќе продолжат да живеат во оваа држава. Дали Путин ќе инсталира нова власт, марионетска власт, е ирелевантно за обичните граѓани, затоа што кога ќе отидат дома, треба да влезат во некоја полуразрушена зграда. Што ќе се направи со таа полуразрушена зграда? Јас се обидувам да ги допрам овие обичните работи на еден обичен човек, на еден обичен граѓанин. Срушена зграда, како тој ќе се врати таму да живее? Затоа верувам дека популарноста на Путин кај проруски ориентираните украинци и кај русите во Украина со текот на времето се повеќе ќе паѓа, но воедно и неговата популарност во Русија верувам дека ова ќе го оштети. Нормално дека радикалните структури ќе ги засили, бидејќи има луѓе кои што на ова гледат како на Русија се враќа на голема врата на меѓународната сцена, но таа и претходно сите знаевме дека е моќна држава, дека е моќна армија и без да ја нападне Украина, сите знаевме, целиот свет знаеше дека Русија има модерна и моќна армија. Да, добро, да видиме малку кај нас, гледаме дека сега се прават некои анализи, се прават истражувања во каква состојба е нашиот систем на цивилна одбрана на сите оние елементи кои се сега тоа мислам дека сега вие сте ЦУК, не знам сега што е под ЦУК, што не е под ЦУК, но сепак тука сте во тој сектор, дел сте од таа линија. Значи се зборува за скривниците, се зборува за воздушните сирени, дали работат, дали не работат. Што е со тие елементи кај нас, бидејќи тоа ми се чини дека е запоставено со години, со децении веќе? Со распадот на Југославија многу системи кои што биле во безпрекорна состојба почнаа постепено да пропаѓаат, неколку децении подоцна и целосно да не функционират. Во овој момент системот за рано предупредување или тревожење, известување не е функционален таков каков што бил порано и спаѓа под центарот за управување со кризи. Јас го затекнав во таква состојба. Ние минатата година до владата испративме известување во каква состојба е тој целиот систем со предлог решение како состојбата да биде надмината од страна на владата. Имаме зелено светло и веќе работиме, но видете, има сирени низ целата држава, мислам дека се околу 200 сирени. Тоа е еден застарен начин на комуникација и прво ние не очекуваме воен напад. Значи Македонија нема од кого да биде нападната затоа што воен напад врз Македонија значи напад врз НАТО. Ако има напад врз НАТО, НАТО може да биде нападнат од Русија или од кој друг, евентуално Индија, Кина, во што не верувам. Малку ќе не помогнат сирените, да. Тоа значи Трета светска војна, нити сирените, нити бункерите ќе ни помогнат. Ќе се скриеме под земја, колку време ќе останеме таму, пак треба да излеземе. Но има еден модерен начин на системот за известување и тревожење кој што не служи само за воена опасност. Би сакал, тоа ми беше целта, затоа малку излегов од темата, бидејќи воената опасност е една опасност, втора опасност ако додека ние разговараме пукне браната матка. И треба ние граѓаните да ги известиме. Денес е модерно време, време на телевизија, радио, на социјални мрежи.
Еден од начините кои што ние како ЦУК сега ги разгледуваме и се надевам дека ќе успееме да ги имплементираме, е од еден команден центар во одреден момент, доколку има одредена опасност, се прекинува програмата. Пример, додека трае ова интервју, ако пукне браната матка, кај сите граѓани во Македонија одеднаш на самиот телевизор се појавува писмено предупредување. Гризнете се за јазик, втор пат ја спомнувате матка. Не, видите. Да. Јас се обидувам Дајте друг пример, некој да не биде се матка. Јас се обидувам, браната матка Не, е безбедна и нема да пукне. Знам, да. Бидејќи Се надевам дека зборувавте карпата нема за да таа падне карпата врз неа. зборувавте, да. Нема да ја сруши карпата браната, но јас сакам граѓаните тоа малку по-реално да го сватат. Многу ирационално се гледа на оваа работа, гледам дека поттикнати од случувањата во Украина овде се напредна паника за солништа, сирени и така натака. Значи системот кој што сакаме да го Нема апчина инсталираме. за јод по аптеки, па. Значи, од нуклеарен напад. Ако има нуклеарен напад, тука некаде човештвото ќе биде при крај, не знам кој барем на оние делови каде што во близина би паднале такви бомби. Тоа нешто нема да се случи, не верувам. Значи да се вратам на оваа тема околу раното предупредување. Едно е во ист момент си гасат сите телевизори, без разлика кој на која телевизија било, одеднаш се појавува предупредување кое што може да биде само писмен текст, внимание, опасност, постапете вака, отидете таму, качете се на високо, зависи каква е опасноста. Но воедно може да оди аудио порака или човек да се јави да зборува како да постапиме. Значи, ако сте во кола одеднашка на радиостаница да слушате музика, се прекинува и слушате предупредување. Се случи таков и таков настан, постапете така и така. И другата можност е преку мобилните телефони. Во исто време сите да добиеме СМС пораки преку операторите, значи тоа треба да биде централизирано, во кое што ние сме известени за опасноста и самата порака може да содржи инструкција како да постапиме во првиот момент. Дури постои можност одеднашка телефоните да зазвонат и да се добие говорна порака, но целиот тој систем кај нас треба да се развие и Тоа со имплементира. СМС пораките одамна се користи на запад, во Соединетите Американски држави, на Се пример користува со телевизиите, ако сте гледале торнадо, они не користат сирени. Замислете во И Скопје, со СМС пораките Видете. исто, за урагани, за еве ако торнада. имаме сирени, Да. почна да пиштат. Кои луѓето не ги знаат знаците за опасност? Да ве прашам, вас сигурно не знаете како е воздушна опасност, каква е атомска опасност или друг тип на опасност. Ретко кој порано, додека јас бев бајаги млад, имаше такви емисии Се на учеше и во телевизија. школа тоа, да, имаше Да, ама видите, предмети. сега е ново на времето време. зборувам, да. И тоа не се учи, нели имавме посебен Да, предмет одбрана да, во да, средно, кој што да, беше задолжителен. Да. Тоа се учеше и за време на служењето на војниот рок. Денес нема ништо од тоа и граѓаните нема да ги разликуваат. Ќе слушнат дека пиште некоја сирена и ќе знаат дека нешто не е во ред, а нема да знаат што е. И сега поради овој начин на кој што јас ја објаснувам оваа тема, некои ќе се обидат утре да ја искриват или да исмејуват, но тоа е реалноста во Македонија. Многу е полесно ако додека вие седете добиете СМС порака на која што пишува се случи тоа и тоа, постапете така и така. Или на телевизија додека гледате во вашиот телевизор. Да. Што се однесува до засолништата, еден порано било стандард во време на Југославија, не може да се направи зграда без засолништи, дел од тие се исправни. Но во меѓувреме, еве земете го пример Скопје, ние популарно викаме пола Македонија во Скопје, а може би и повеќе. Имаме многу луѓе, ние немаме толку засолништа во никој случај. Јас зградата во која што живеаме 10 години, во неа нема стара 10 години, во неа нема засолниште, ако ги сметаме подрумите како можност каде што би се засолниле. Да. И уште на крајот би прашал како што е со бројот 112, почна ли да функционира, како функционира? Знам на почетокот имаше многу јавувања, кажувавте дури дека системот е преплавен со повици. Како е сега? Како функционира тој број? Одлично. Јас сум пријатно изненаден. Целиот сектор 112 во кој што ги одбрав најискусните, најдобро образованите припадници на ЦУК, нормално не сите, дел од нив, го поставија на здраве нозе. Јас сум посебно благодарен до тимот на ЦУК кој што направија овој сектор да живее, бидејќи кога вие зборувате за телефонска линија 112, од другата страна има некои луѓе. Не само оние кои што се јават, и оние кои што организират, и засега се одвива регуларно, би рекол, нормално, со тоа што имаме голем број на непотребни повици, имаме мал број на злонамерни повици, кога некој злонамерно ќе се јаве дали под дејство на алкохол или да си тера шеги, на тој начин ја држе зафатена линијата и ако некому реално му треба помош во тој момент не може да добие, но имаме и ненамерни
повици кои што не се злонамери. Некој се јавува да праша за одредена работа, пример поврзана со комунални работи, која што не е во надлежност на 112, но јас си дадов инструкција на нашите телефонски оператори да бидат љубезни со сите граѓани, дури и да не е во наша надлежност, да прашат и да ги упатат граѓаните оному каде што треба. Често се јавува луѓе да се јава да прашат информации за нивните мобилни телефони, сметајќи дека 112 е на некој од телефонските оператори. Има луѓе кои што не знаат и тоа многу. Ние ги упатуваме оному кој што треба да се јават и нормално правиме една селекција и филтрација на повиците. Така што сега брзата помош, каде што постоеше голем отпор кон воведувањето на 112, мислеа дека ние дополнително ќе искомплицираме, сега ние направивме еден филтер. Ако се јави некоја возрастна господја која што има одреден здравствен проблем, ние ќе опатиме да се јави на друго место, а не на бројот за итна медицинска помош, каде што можеби некој во тој момент има срцев удар или кола удрила некое дете и екипата на брза помош треба да отиде брзо таму. Ние за жал немаме многу екипи на брза помош и сега се покажа дека системот 112 е многу корисен за државата. Ние од пред неколку дена започнавме со една медиумска кампања, скромна кампања, која што е како дел од ЕУ проектот, значи имплементаторот на 112, тоа е една странска компанија која што ни помагаше и организира таа кампања и иде во неколку медиуми, во две национални телевизии, една на македонски, друга од албанско говорно подрачје во Македонија, на неколку радија и ќе иде на повеќето веб портали за граѓаните постепено да се запознаат со 112. Важно е граѓаните да знаат дека ако се јават на постоечките броеви 192, 193, 194, повторно ќе ја добијат потребната тие се уште функционираат. Помош. Да, тие се функционални. Во одреден момент кога ќе процениме дека луѓето се запознати со 112, ние овие броеви ќе ги пренасочиме во 112. Тоа значи дека ако некој се јавува на 192 или на 193, самиот систем автоматски ќе го насочи кај колтейкерот од 112. Граѓанинот тоа нема да го знае, а после неколку години можеби ќе се одлучиме овие броеви целосно да ги укинеме, но факт е дека граѓаните за среќа ретко ги користат овие броеви. Ја и посакувам на граѓаните никупа да не и потреба бројот 112, но за жал несреќи, болести, такви итни медицински потреби се случуваат секојдневно, пожари и луѓето постепено ќе го научат бројот 112, но останува онаа панична реакција кога се случува несреќа. Имаме луѓе кои што вртат на 92 кога ги треба полиција или 93 заборават кецо да го завртат, бидејќи така се научени, особено возрастните граѓани. Да, искрено и јас сум имал случај пред неколку години, со бракена несреќа, некоја нешто ситна, беше не можев да се сетам на бројот на полиција, бидејќи никош не сум го свртал. Ова што велите, ја можеби вртев 92, не знам. 112 или 112 Но сега е полесно. Е едноставен број за паметење, тоа е еден број. Било каква итна потреба, дали се работи за итна медицинска помош, дали се работи за потреба од полиција, дали противпожарна единица, било каде во државата. Како што ветивме, после 10 на 15 дена почнавме полека на целата територија на државата, не многу помпезно, но ние сега функционираме на целата територија. Направив пресконференција која што за жал не беше интересна за медиумите, дојде само Македонската информативна агенција, или како медиумска поново, како се вика, само мија беше. Некој од порталите пренесоа, значи веќе веста не е ни интересна, бидејќи системот функционира, ние ќе го градиме овој систем во движење, бидејќи ако одевме на здрава, совршена форма, немаше тој да профункционира. Јас самиот сум изненаден, долго време сум во политиката, ние сме веќе 5 години на власт како влада, сум изненаден од недоволната функционалност на одредени сегменти на одредени институции и многу лошата координација. И одредени, знаете, луѓето се научени на конформизам, работат на еден начин, излегување од рамките за нив представува опасност и таа е една природна потреба. Ние ќе се држиме до нашиот систем, он не е добар, не чини, ама сме го научиле. Но постепено сите тие стравови се тргнати. Ние премостивме, ако ви кажам на каков начин кој што е, како би рекол, во согласност со најмодерните софтверски решенија. Ако некој од Берово се јави во 112 и бара противпожарна единица да изгасне некој пожар, нашиот телефонски оператор има во хартија список, го гледа бројот на противпожарната единица во Берово и се јавува. Затоа што ова требаше да го преземе градот Скопје и противпожарната бригада. Не ние, тие требаше кај нив да ги централизираме сите повици.
но они немаа капацитети, кај нив не гледам вина, едноставно нема луѓе, нема опрема. Кога видов дека проектот ќе пропаднеше, реков ние ќе ја преземеме таа обврска. Ние сега сме во фаза, ќе вработиме уште неколку луѓе, јас обидувам и од други институции да преземам луѓе. Тој сегмент кој што ќе ги прифаќа сите повици за пожари ќе го направам во ЦУК. И ние да имаме еден човек на смена кој што во секој момент ќе знае колку активни пожари имаме во тој момент. На тој начин со таа централизација ние ќе помогнеме на градоначалниците, бидејќи противпожарните единици се многу скромни. Во малите градови се по 9-10 луѓе, некаде тие не се пополнети до крај. Имат по едно возило, многу често тоа знае да е расипано. Стари возила, старо, но на овој начин ние ќе имаме увид, ако има пожар на едно место, можеме ние, иако тоа е работа на градоначалниците, ние да ја сугерираме преку нашиот сектор за координација дека од овие градови нема пожари, може да побара помош, бидејќи ние не можеме да издадеме наредба, тоа мора да го направи градоначалникот. Кога ќе се појави поголем пожар, морат градоначалниците се оние кои што командуваат. Но за тоа ќе ме викнете во едно посебно гостување. Ние сериозно работиме на подготовки за следната сезона. Можам да кажам дека сме значително подобро организирани. Јас летово лично бев на терен и ги детектирав најголемиот дел од слабостите. Ние немаме нови противпожарни возила, но постоечките можеме подобро да ги организираме. И ги увидовме сите слабости, веќе МВР има најмалку еден хеликоптер кој што од сега натаму ќе може да учествува во гасење на пожари. Работиме со армијата да го зголемат бројот на хеликоптери кои што ќе бидат оспособени да гаснат пожари, но воедно работиме и со национални шуми кои што треба да ги држат чисти патиштата, шумските патишта. Во случај на пожар да може со теренско возило да се отиде брзо до местото каде што се појавил пожарот, но воедно тие треба да имат вака тампон зона, да ги кажам, места на кои што нема дрва се исчистени, за да не може пожарот толку лесно да се пренесе од едното парче на другото парче. Кога е интегрална шума, тоа нема крај, гори, и ова лето видовме колку тешко се гасат големите пожари. Со дирекцијата за заштита и спасување имаме извонредна соработка, мислам дека доста слабости ќе бидат отстранети. Со еден збор, оваа сезона ќе ја почекаме поподготвени од минатата година, но искрено се надевам дека нема да ни се повторат пожарите кои што ги имавме последната година. Да, господин Ангелов, ви благодарам за ова гостување. Благодарам за можноста да бидам гостин во вашето студио. Емисијата ја продолжуваме со Љубинка Брашнарска, портпарол на УНХЦР во земјава. Таа зборува за бегалците, за бегалската криза која се случува во Украина, но и за подготвеноста на капацитетите во земјава за евентуалниот бран на бегалци.